Време е за најновите информации од Вардарскиот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. По актуелните настани што го одбележа овој ден се враќаме веднаш. Останете со нас. Проблемот со водоснабдувањето на населеното место Оризари причина за блокада на регионалниот пат Велес-Чашка. Се реконструира улицата Радњанска во општина Демиркапија. 53 доброволни војници, од кои 10 жени од 32-та генерација, ја дадоа својата свечена заклетва во Велешката касарна. За 7 дена втор пат блокади на регионалниот пат Велес-Чашка. Жителите од населеното место Оризари бараат решавање на проблемот со водоснабдувањето. Денеска тие се сретнаа со градоначалникот Славчо Чадиев, пратеникот Зекир Рамчиловик и директорот на јавното комунално предпријатие Дервен Фидан Цеков. Решение на проблемот ќе се бара вечерва на заеднички состанок. Регионалниот пат Велес-Чашка повторно блокиран. Жителите од населбата Оризари рано и сутринава поставија блокади. Блокирани беа и споредните патишта. Причина за блокадите е проблемот со водоснабдувањето. Генерално цело село нема рестрикции, меѓутоа поголем дело село нема вода или иде у вечерни часови многу касно. Минатите години не беше така. Значи имавме ние недостатоци на вода, ама не беше вака, апсолутно не беше вака. Сега не можем да кажам проблемот е таму, они правеа некој приклучува насела порцелана, дали ја приклучи и фабриката, не знам. Меѓутоа ние едно 2-3 години имаме стално оваков проблем, што порано не беше така. Значи, окей, ние разбираме дека ќе намали притисок, дека сега 2 и ќе нема, ние имаме разбирање, али да немате има пола село што не добива вода. Дервен си има механизам, нека си прими некој комунален чувар, редар, нека помине за Оризари, секој што има бавча, што има ќе се формира екипа кој троши по сметки, по такви работи, значи може да најде механизам да ги спречи тие луѓе, а ние како Оризари ќе му помогнеме. Решение за проблемот е изградба на нова канализациона линија, вели председателот на местната заедница Исмет Единовиќ. Да видиме, ако навистина некој сматра дека вината е кај граѓаните, кај жителите, ако некој сматра со аргументи да ме убеди, еве јас би кажал од утре да не пуштат вода, капка вода да неме. Но ако е вината ја лоцираме на друго место и причините, сега не сакам да викам дали некој ова го прави намерно, дали некој ова го прави ненамерно. А проблемот е за решавање на вода треба линија. Значи, сум у контакт со градоначалникот. Требало 170.000 евра, не може да општината да преземе мерки, чека одобрување од министерството да дадат допис и подпис за тие средства за да општината може тоа да го реализира. Општината има готов проект, истиот е во Министерството за транспорт и врски, вели градоначалникот Славчо Чадиев, кој заедно со пратеникот Зекир Рамчиловиќ и директорот на јавното комунално предпријатие Дервен беа на средба со жителите. Јас имам изработено проект и 2014 ми е предаден во Министерството на одобрување. Сите забелешки што ги кажа, сите ни се дадени. Имаме ургенција, еве ургенцијата и досегашниот министер со молба и со барање. Од вас нека прочита некој. Ако мислите дека има некој проблем, барам да се прифаде тоа, Велес да даде учество, се работи за 14 милиона почетна сума, Велес да даде 1.500.000 согласно кој што ги правиме другите водоводи и да објавиме тендер и да почнеме линијата. Пратеникот Рамчиловиќ вели дека ќе бара преку амандман во новиот ребаланс на буџетот да се обезбедат средства за реализација на проект за решавање на овој проблем. Проектот не викам дека не чини многу пари, Велес си издвоил некои средства и очекува на подпис од Министерството. Јас исто така, значи, пратите веројатно на станите што се случуваат, ќе има и ребаланс на буџет. Значи ќе се донесува ново. Ако не го стави тоа владата во програма на буџет средства за јас ќе го барам тоа. Значи сега во моментот тоа е најбрзо решение бидејќи Велес, она што го разбрав од градоначалникот, нема толку средства.
Времено решение на проблемот во Велешко Оризари според јавното комунално предпријатие Дервен е воведување на рестрикции, постојано присуство на цистерна со питка вода и рационално користење на истата. Дали ова ќе биде прифатено, жителите ќе одлучуваат вечерва на состанок на кој што ќе биде присутен и градоначалникот Славчо Чадиев. Со исклучок на село Рожден, водоснабдувањето во општина Кавадарци е во добра состојба. Ова го изјави градоначалникот на општината Александар Панов. Имено поради дефект предизвикан од превозниците на дрва на шумското стопанство Бор е причина да неколку дена мештаните од село Рожден да бидат без вода. Дефект предизвикан од превозници на дрва на шумското стопанство Бор е причина неколку дена жителите од кавадаречкото село Рожден да бидат без вода. Градоначалникот Александар Панов апелира за брзо санирање на дефектот и надминување на проблемот. На терен испаднате с инспекторите, вели Панов, додавајќи дека никој нема да има корист од тужбите ако ова населено место во овие топли денови остане без вода. Без вода значи многу, а не и цела недела, затоа апелирам надвор од мерките на присила, од тужби и блокирања, да јавното предпријатие Шумско стопанство Бор Кавадарци што поскоро си го отклони овој дефект за да граѓаните добијат благовремено вода за пиење. Панов вели дека деновиве водоснабдувањето во општина Кавадарци е добро. Информациите кои до него стигнувале од јавното предпријатие Комуналец е дека водата која стигнувала е доволна за задоволување на потребите. Оно што стравува Панов е нерационалното користење на водата од градскиот водовод, особено од оние кои што имаат диви приклучоци и наводнуваат земјоделски површини. Ние сме активни на терен, че следат многу пријави за сите оние кои што приоритетот за наводнување на неговата нива или лозје му е побитен од водоснабдувањето на граѓаните или од екзистенцијата на граѓаните од општина Кавадарци. Панов апелира за рационално користење на водата, бидејќи водата во светски размери е ограничен ресурс. Се реконструира улицата Радњанска во Демир Капија. Од општината денеска информира со реконструкцијата е опфатено одстранување на оштетениот асфалт и изградба на атмосферска канализација, тампонирање, вградување на евичњаци и асфалтирање со ширина од 5,5 метри и должина од 924 метри. Се реконструира улица Радњанска во општина Демир Капија. Со реконструкцијата е опфатено одстранување на оштетениот асфалт, изградба на атмосферска канализација, тампонирање, вградување на ивичњаци и асфалтирање со ширина од 5,5 метри и должина од 924 метри. Градежните работи ги изведува фирма од Струмица, а средствата се обезбедени од касата на општина Демир Капија. Истовремено јавното комунално предпријатие Бошава од Демир Капија врши приклучоци на новата водоводна мрежа, се со цел за поквалитетно снабдување на населението со вода за пиење. Покрај овие зафати извршено е пробивање на крак на улица Радњанска во должина од 80 метри и ширина 5,5 метри. Со изградбата на овој крак ќе се изврши поврзување со улица Првомајска и ќе се обезбеди побрз пристап до центарот на градот. Шеснаесетгодишно момче од неготинското село Војшанци, управувајќи мопед, Херк почина во сообраќајна незгода, што се случи на земјениот пат во селото. Тој вчера во 19 часот и 50 минути паднал на патот, при што се здобил со тешки телесни повреди. Колешката Валентина Михајловска ги има деталите. Едно лице загина во сообраќајна несреќа која се случила синоќа во 19:50 часот на земјениот пат во село Војшанци, Неготино. 16-годишниот малолетник од село Војшанци, управувајќи мопед Херк, паднал на патот, при што се здобил со тешки телесни повреди. На повредениот му била укажана лекарска помош во итната медицинска помош Неготино, пошто бил препратен во општата болница Кавадарци, каде починал. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од полициската станица од општа надлежност Неготино. По наредба на јавното обвинителство, телото на починатиот било предадено во Институтот за судска медицина за обдукција. Се работи на целосно расчистување на случајот.
53 војници, од кои 10 припадници од понежниот пол, доброволно ќе служат воен рок во наредните 3 месеци во Велишката касарна. 32-та генерација војници со давањето на заклетвата се обврзаа да го чуваат и бранат уставниот поредок, територијалниот интегритет и суверенитет на државата и ќе му служат на народот. 53 доброволни војници, од кои 10 жени од 32-та генерација, ја дадоа својата свечена заклетва во Велешката касарна Алексо Демниевски Бауман и станаа дел од големото семејство на армијата. Тие во наредните 3 месеци ќе се стекнат со нови знаења и вештини. До сега во Центарот за индивидуална обука се обучиле повеќе од 4800 војници. За доброволците е чест да се биде дел од армијата на Република Македонија. Имам голема желба од мала да бидам во редовите во војската. Очекувам да бидам професионален војник. Понатаму би сакал да бидам дел од армијата, од големото семејство на армијата и да бидам дел од армиските сили. На еден начин војната професија ми беше предизвик да видам како е да се биде во редовите на армијата на Република Македонија. Понатаму очекувам да се борам и да видам докаде ќе стигнам со мојата цел. Да се биде војник е посебна чест. Со денешниот чин на давање заклетва, вие се обврзавте да ги браните највисоките уставни и човекови вредности, им порача на војниците заменикот на началникот на генералштабот на Арама, генерал мајор Мухамед Рацај, честитајки им ја заклетвата. Служењето на војниот рок во армија на Република Македонија, за кое доброволно се пријавивте, со сигурност ќе има големо влијание во вашиот понатамошен животен пат. Пред се, заради искуство во кое наредниот период ќе го стекнете во армиска средина. Да се биде припадник на армијата на Република Македонија е доказ за вашата зрелост и во наредните 3 месеци честно ќе служите на земјава, порача Рацај. На свечената заклетва присуствуваше и министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Ми представува задоволство што меѓу вас има представници од сите етнички заедници на Република Македонија, припадници и на машкиот и на женскиот пол, бидејќи одбраната на татковината не разликува ниту пол, ниту етничка, ниту верска припадност. Република Македонија е наша заедничка татковина. Армијата на Република Македонија е армија на сите нас. Од неа зависиме да ни ја гарантира нашата иднина, нашиот мир и спокој, нашиот територијален интегритет, нашата сувереност. Шекеринска истакна дека посакува да се зголеми бројот на млади кои ќе изберат доброволно да го служат воениот рок и кои ќе изберат кариера токму во армијата на Република Македонија. Учесниците на летниот воен камп на полигонот Криволак на штитениците од Центарот за помош на лица со ментален хендикеп порака од Неготино им донираа еднодневна маринда. Дијана Иванова повеќе. Штитениците од Центарот за помош на лица со ментален хендикеп порака од Неготино добија еднодневна маренда од 120 учесници на летниот воен камп на полигонот Криволак. Раководителката Валентина Тасева вели дека традиција е учесниците на кампот да донираат маренда за нивните штетеници. Би сакала да напоменам дека и нашите корисници веќе и самите кога се наближува месец јули прашуваат кога ќе дојдат војниците кај нас, кога ќе пристигнат, така да ние би сакале уште еднаш да истакнеме дека марендата, еднодневната маренда која што тие ја донираат за нашите корисници, ќе биде искористена оваа година на плажите во Охрид. Корисниците ќе ја искористат. Покрај марендата, учесниците на летниот камп на Центарот му донираа и пластични шишиња. Со оваа акција се потврдува определбата на армијата на Република Македонија да се помогне во секое време и онаму каде што е непотребно. Всушност сите тие што учествуваат на летен кампус се вкупно 12 земји. Денеска ќе донираат еднодневна маренда и пластични шишиња на корисниците на дневен центар порака Неготино. Сега, како
еден од представниците од учесниците на земите кои учествуваат на летен кампус 2017, сакам да кажем дека армијата на Република Македонија, како и учесници од сите други армии, ќе искористат овој повод да им помогнат на сите корисници на дневен центар и секогаш кога ќе бидат во можност, армијата на Република Македонија ќе им помогне на истите. Во летниот камп годинава на Криволок имаше студенти од воени академии на 12 земји. Целта е подигнување на степенот на регионалната соработка. Иновациите и новите технологии во платежните услуги се области. Токму за овие теми банкари и гувернери од повеќе европски земји разговараа на 10-та јубилејна конференција на Народната банка на Република Македонија, која се одржуваше во Охрид. Новаа тема работеше колегата Ристен Ејковски од Охридската регионална телевизија О2. А за вестите од Македонија во продолжение. Наредните 5 до 10 години ќе бидат години на големи промени, промени во кои што нови играчи ќе влезат во пазарот на финансиските услуги, особено на платежните услуги, и банките треба да бидат подготвени да се соочат со ваквиот голем предизвик, вели гувернерот на Народната банка на Република Македонија Димитар Богов. Според него тоа се нови компании кои што се појавуваат и се нефинансиски компании, меѓутоа тоа се компании кои што ги спојуваат финансиите и новите технологии, односно IT технологиите. Значи, во светот во последните неколку години се појавија многу такви играчи. Се надевам дека и во Македонија се позастапени ќе бидат и навистина иднината лежи во тоа спојување на сето она што значи нова технологија од телекомуникации, банкарски сектор до IT индустријата. Ние не може ниту да замислиме каде се тоа ќе не одведе, бидејќи навистина регулаторот како регулатор не е оној кој што ги води овие промени, туку овие промени сега гледаме дека доаѓаат од самиот пазар и од оние кои што подобро ги знаат работите од нас. Меѓутоа, ние како регулатор треба да бидеме подготвени да ги следиме тие промени и секако да овозможуваме тие да можат да се развиваат во сегашната околина. Богов напоменува дека тие ќе бидат голема конкуренција на банките, а во светот веќе се гледа процес каде што големите банкарски групации купуваат или се здружуваат со многу од овие стартапи во така наречената финтек сфера, се со цел да не заостанат и да не изгубат од тој надоаѓачки нов бран на пазарот на финансиски услуги. Тој се надева дека и банките во Македонија ќе имаат чувство да ги разберат овие промени кои што доаѓаат и нема да заостанат во овој сегмент. Поддршка за тоа македонските банки имаат и од Европската централна банка. Би сакале да ја поттикнеме Народната банка на Република Македонија што повеќе да поддржува развој на нови технологии, на иновации, бидејќи сметаме дека овие иновации ќе помогнат во подобрување на платниот систем и сметам дека ова е многу значајно за една мала земја како Македонија. За овие теми кои што во последните неколку години доживуваат голема трансформација, но и за многу други банкари и гувернери од 19 централни банки од регионот од Западна, Централна и Источна Европа, заедницата на независни држави, Блискиот Исток и Северна Африка, дебатираа на 10-та јубилејна конференција на Народната банка на Република Македонија, која се одржуваше во Охрид. Откажано е денешното продолжение на 6-та седница на Собранието на Република Македонија, а истата ќе продолжи во понеделник. На дневен ред е предлог одлуката за давање согласност на општите акти на Народниот правобранител. Новиот закон за Народниот правобранител не ги оствари во целост потребите за финансиска независност на оваа институција, ниту во него беа вградени препораките на Прибе, истакна омбудсманот Иџет Мемети во вчерашното образложение. По неговото обраќање следеше серија на барања за пауза од пратениците од ВМРО ДПМНЕ, за да се разгледаат стенограмите од обраќањето, поради што председателот на Собранието Талат Џафери ја прекина седницата. Производителите на органски производи се уште не можат сами да ги продаваат своите производи како што тоа го прават останатите земјоделци. Органското производство може да биде поевтино од комерцијалното, ако се применуваат соодветни искуства и техники. Производителите за сега треба да вложат повеќе труд и повеќе знаење за да ја направат органската храна поевтина и подостапна, бидејќи во Македонија и во регионот
Цените се голем предизвик за платежната моќ на граѓаните. Мора да се применува локалното знаење и искуство од домашното поднебие, каде што се произведува органската храна. Например, тоа што како практика се применува во Африка или во Германија, не значи дека може да биде успешно и во нашава земја. Интересот на македонските потрошувачи за органскиот начин исхрана е се поголем, а во постојан расте и бројот на органски производители, како и на сертифицираните површини под органско земјоделство. Во Македонија се регистрирани повеќе од 500 органски производители, а ниту еден откупно дистрибутивен пункт за организиран пласман и покрај зголемината побарувачка на пазарот на органските производи. Низ цела Грција во изминатите 24 часа избувнале вкупно 62 пожари, од кои повеќето се ставени под контрола. Грчкиот оддел за противпожарна заштита соопшти дека регионите на Атика, Виотија, Евија, Ханија, Хераклеон, Ретимино, Ласати, островите Киклади, како и Хиос, Самоси и Карија се под висок ризик за избувнување пожари. Продолжуваме со останатите случувања од светот. Потенцијалните мигранти треба да бидат запрени на надворешните граници на Европа и вратени во земјите од кои доаѓаат, откако ќе им биде дадена помош и целата потребна нега, изјави денеска австрискиот министер за надворешни работи Себастијан Курц. Тој како пример го наведе Египет, каде таквите планови успешно се реализираат, истакнувајќи дека слични мерки се спроведуваат и во Шпанија и Австралија. Во рамки на таква програма би требало да биде и помошта за земјите од каде потекнуваат мигрантите, како и програма за преселување што ќе воспостави регуларна миграција во Европа, рекол Курц. Најмалку 28 лица загинаа во пресметка меѓу две ривалски банди во затвор во југозападниот дел од Мексико. Мексиканската полиција соопшти дека инцидентот се случил во строго обезбедуваното крило на затворот Лас Крусес во Акапулко во сојузната држава Гуереро. Според соопштението на полицијата, сите жртви се затвореници, а починале од убоди со нож или претепување до смрт, а на некои од жртвите им биле отсечени главите. Покрената е истрага за инцидентот од страна на гувернерот на Гуереро, а полицијата има сомнеш дека свој удел во крвавата пресметка имале и некои од персоналот во затворот Лас Крусес, кој важи за најголем затвор во регионот на Акапулко, но за него се тврди дека е пренаполнет со затвореници. Во моментот на избувнувањето на пресметката, во објектот имало над 2000 затвореници. И за крај време е за метеоинформациите. За време на викендот и во почетокот на следната недела ќе биде сончево и топло, а веќе од четврток синоптичарите најавуваат пат на температурите за околу 5 степени. До четврток под влијание на топла воздушна маса во Македонија ќе преовладува топло време со максимални температури до 39 степен, а во вторник и среда се очекува температурата да достигне до 40 степен. Во овие денови во попладневните часови ќе има услови за локален краткотраен дожд и ретки грмежи во планинските предели. Тука завршуваат вестите. Јас ви благодарам на вниманието и ви порачувам да останете и понатаму со програмата на К1 телевизија. Пријатно!